Добар ден, почитувани, добре дојдовте. Се чини дека ниту како поединци, учесници во сообраќајот, пешаци, велосипедисти и во најголем број случаи возачи, ниту како систем, како институции и како општество не ја научивме лекцијата од бруталното прегазување и смртта на младата Фросина Ќулакова, ниту пак од високата казна за возачот кој го стори. Тоа бидејќи последниве месеци сведочиме на голем број сообраќајни несреќи со фатален исход. Статистиката е неумолива. Во првите 8 месеци од 2025 загинале 91 лице во 78 сообраќајни несреќи со фатални последици. За ова во продолжение да си кажеме со Маријан Андреев, адвокат, и Дејан Трпевски, сообраќајни инженер и експерт. Двајцата сте дневно, би рекол, инволвирани во сообраќајната сфера. Вие како адвокат и од едната и од другата страна, вие како сообраќајен експерт. Добре дојдовте во Телма. Благодарам. Зошто и натаму толку многу се гине на македонските улици и патишта? И покрај тоа што, еве, на почетокот на годинава како општество, како нација се вознемиривме од случајот на прегазувањето на Фросина Ќулакова, а возачот кој го стори тоа доби, условно кажано, неусловно, туку веројатно висока казна, преседан во македонското судство. Највисока казна за тоа дело. Значи имаме таква трагедија, имаме висока казна, а повторно немаме научена лекција. Зошто? Каков би бил вашиот коментар, вашиот прв печаток? Мојот прв печаток е дека се уште не се почитува ниту сообраќајната култура, ниту сообраќајната сигнализација. Тоа е број еден. Тоа се учи со казни. Еве, ние не учиме ни од казните. Како да научиме сообраќајна култура кога, еве, велиме нема казни, сега има казни, казните се високи, повторно се дивее на скопските улици и на улиците во другите градови. Очигледно треба се регулира казната политика и да се заострат казните по однос на овие кривични дела кои што се сторени во рамки на сообраќајот. И треба да се научи народот дека, да се образува народот дека постојат многу сериозни казни за вакви кривични дела. Не се пристапува од страна на народот со сериозност како спрема други кривични дела, како спрема други морални норми. Значи, сепак овдека се работи за кривични дела сторени од небрежност. Пред се, сите, генерално, кривичните дела од сообраќајот се сторени од небрежност. И една таква психологија веројатно постои кај народот, која што не предвидува, односно народот не знае и не е свесен за последиците и за она што може да го добие како кривична пресуда и осуда по однос на такво кривично дело. Добро. На почетокот на година, кога се случи тој немил настан, имаше јавна расправа во парламентот, низа парламентарни комисии дебатираа со денови и од тоа веројатно не излезе ништо, бидејќи во пракса, во нормативата не е сменето ништо, иако ќе цитирам дел од најавите. Тогаш министерот Тошковски рече мора да го ревидираме членот 297а од кривичниот законник кој се однесува на безобзирно возење, односно јасно да се разграничи од постоечките одредби кои регулираат сообраќајни прекршоци во делот на брзо возење и наместо алтернативно да се изрекува парична казна, истата кумулативно да се изрекува со казна затвор. Мора да се предвиди инкриминирање на управување на моторно возило, а потоа се најави дека се размислува и за воведување на задолжителна мерка одземање на возило при најтешки случаи на безобзирно возење. Министерот за правда Филков на јавната расправа информираше дека Министерството за правда, за внатрешни работи, суди од одделот за прекршоци од кривичниот суд работат на имплементација на новите законски измени во законот за прекршоци. Меѓутоа, тоа нешто сменето ли е или само овој закон за безбедност во сообраќајот донесен во септември годинава што во фокусот ги става пешаците и велосипедистите? Во кривичниот законник ништо не е сменето по однос на казната политика и заострување на казните. Е сменето во судска пракса по однос на изрекувањето. Дефинитивно се изрекуваат построги казни, повисоки казни. Во однос на делата сторени од небрежност веќе се приближува до законскиот максимум, значи во случај на смртни последици се изрекуваат и по 4-4,5 години од максимумот 5. По однос на кривичните дела кај што има тешки телесни повреди, овдека нема апсолутно никаква промена. И тука има голема забелешка и по однос на обвинителството и по однос на судот, во однос на пристапот како превенција за идни сторители на кривични дела. Зошто? Затоа што ако еден сторител на кривично дело помине неказнето, буквално неказнето, само плаќа парична казна во добротворни цели, нема никаква евиденција во судската евиденција на казни
И повторно тој, ако се појави како сторител, ниту судот, ниту обвинителството нема евиденција дека тој еднашка бил сторител, меѓутоа не казнето поминал. Тука е големиот проблем кој што сметам дека треба да се постапи превентивно. Во законот со интервенција во закон или? Не со интервенција во законот, туку со интервенција во постапувањето во страна на обвинителството. Обвинителството генерално гледа што полесно и поефикасно и побрзо да ги заврши постапките. И затоа секогаш оштетените ги повикува на телефон, дојдете да се согласите со примера на член 43, обвинетиот, односно осомничениот да плати казна и тука да се заврши работата. Не влегува воопшто во судска процедура тој предмет. Значи, бидејќи нема притисок од јавноста, сообраќајните несреќи со тешки повреди не се санкционираат така како што треба да бидат санкционирани за да не се повторуваат. Така е. Добро, меѓутоа еве гледам и овие со фатални исходи, нема ефект барем за сега во првите месеци, повторно се гине, повторно рулет движењето по скопските улици, бидејќи не се нема знае ефект затоа што нема свест кај народот. Дејан, зошто се гине од ваш аспект гледано, еве ако правно судската пракса ги заострува казните, се доближува до, како рековте, до законскиот максимум, законската регулатива не е променета, меѓутоа што друго недостига во системот за да биде побезбедно движењето по улиците во низ Македонија? Значи да раздвоиме судска процедура од кривично дело од прекршочна процедура. Во делот на кривичните дела каде што е со смртни последици или тешки телесни повреди, судовите постапуваат согласно оние закони кои што има, казните се, да кажеме, големи, сега почнуваат да ги примат. Меѓутоа во делот на превенцијата од прекршочен аспект, казните се недоволни за да ги одвратат сторителите на тие дела. Значи, целиот систем не делува превентивно врз однесувањето на учесниците во сообраќајот. На тоа кога ќе додадете ниското ниво на едукација и свест за опасности во сообраќајот, што се го дополнува целата таа слика на едноставно на непочитување на целиот систем и избегнување на одговорноста. Така да се додека не се смени делот на подобрување на едукативниот систем кај учесниците во сообраќајот и се додека не се смени казнената политика во делот на прекршоците, нема да има ефект. Затоа што оние момент вие кога ќе стасате до кривично дело, тогаш е веќе отидено до степен каде што нема назад враќање. Значи тогаш веќе имате тешки телесни повреди, нели лица со инвалидитет, не дај Боже загинати, тогаш веќе идете во оној дел кривично што се казнува и со казна затвор. Меѓутоа, не треба да дозволиме да дојдеме до тој дел. Значи, треба да го спречиме, а тоа е со казните во делот на прекршоците. Тој дел не делува едукативно, значи, кај возачите. Значи, може да се делува со едукација и со притисок. Едукацијата е образовниот систем, притисокот е казнениот систем. Значи, тоа се две методи. Постоечкото население кое што е сега е одамна испуштено од оној едукативниот систем. 20-30 години назад немаме никаква едукација, ниту во основните образование, ниту во средното образование. И сега тие луѓе со тој менталитет, со тој ментален склоп, не може да ги натерате да се сменат преку ноќ. Тоа може да се смени само со високи ригорозни казни. Не зборам од финансиски аспект, зборам казни од одземање возачка дозвола, конфискација на возило, нели и други. Повторно неопходна измена во законите. За да може таа група на луѓе што е сега, што е најголем дел во управување на возилата, да се стави во некои нормални рамки на однесување. А треба да се работи на образовниот систем за да створиме генерации понатаму кои што полека и полека тоа ќе го прифатат нормите во сообраќајот, ќе ги прифатат и ќе се однесуваат многу покоректно и поодговорно во сообраќајот. Во меѓувреме во септември годинава е донесени се измени на Законот за безбедност во сообраќајот што предвидуваат казни за пешаците и велосипедистите кои ќе користат при тоа електронски уреди додека се движат. Според вас ќе има ли ефекти овој закон во поголема безбедност во сообраќајот? Јас се надевам дека ќе има, затоа што но при тоа имате на ум дека пешаците и велосипедистите се најранливата категорија, бидејќи кога зборувавме за статистиката, еве само да дополнам, во тие 78 сообраќајни несреќи со смртни последици, 72
72 биле причинети од возачите, значи причина за нив биле возачите, 4 биле предизвикани од пешаците, а само 2 од други фактори. Станува збор за податок кој Министерството за внатрешни работи им го дал на колегите од Радио Слободна Европа. Јас очекувам дека ќе има позитивен резултат од овие законски измени по однос на пешаците и велосипедистите, затоа што сепак и тие се учесници во сообраќајот и треба да делуваат со особено зголемено внимание. Зошто? Затоа што ако на едната страна имаме невнимание, тогаш нека се зголеми вниманието на другата страна. Тоа не е оправдување за пешаците, дека овие се невнимателни, па ние ќе внимаваме. Меѓутоа, со оглед на свеста кај народот која што постои, односно не постои, во однос на сообраќајна култура и почитување на правилата, неопходно е да се интервенира и по однос на пешаците и велосипедистите. Особено и на велосипедистите по однос на движењето на велосипедските патеки. Со оние ленти коловозни, односно велосипедски ленти што се поставиат црвено означени, има особено зголемени случаи на сообраќајни незгоди со велосипедисти каде што се пресекува патот. Значи не зборуваме за крстосници со регулирани со семафори, туку зборуваме за исклучување од главен пат каде што се пресекува велосипедска лента. Има многу голем број на сообраќајни незгоди по однос на таквите велосипедисти. И тие делуваат според мене невнимателно, и тие. Какво е вашето видување кога фокусот се става врз оние кои се најранливи како учесници во сообраќајот? Ете вака. Имаше реакции од, например, невладината организација на Точак, дека се прави се делува селективно на некој начин, бидејќи не се земени предвид и возачите кои додека возат пишуваат пораки на мобилните телефони, изборуваат на мобилни. Потребата на мобилни телефони кај возачите е регулирана со закон. Тоа е меѓутоа дали се санкционира? Строго забрането. Па сега дали се санкционира, има дневен билтен, многу ретко. Меѓутоа Safe City ќе може се и тоа да го детектира. Значи изборувањето на телефон ќе може да биде на камера детектирано и ако ве детектира ќе ви стаса казна. Во делот на пешаците и на велосипедистите многу е мал процентот на случаи сообраќајни незгоди со пешаци и велосипедисти каде што поради употреба на телефон од пешак или од велосипедист е дојдено до невнимание и настанало сообраќајна. Тоа е минорен процент. Зошто тогаш се интервенира во законот? Па се интервенира за и таа категорија на учесници во сообраќајот да биде законски опфатена во погледот на употреба на телефонските апарати, па ако се случи такво нешто да постои законска основа за гонење на едната или другата страна или ослободување на едната или на другата. Дали при тоа не треба прво да се зголемат казните за употреба на мобилни телефони и други електронски уреди за возачите? Да се зголеми казната. Казна постои, не знаеме колку се. Дефинитивно. Денешни автомобили во најголем дел имаат систем за бежично поврсување на телефонскиот апарат со возилото, па вие може да го управувате возилото и да разговарате на телефон, а да не го тргнете вниманието од сообраќајот. Постарите автомобили тоа го немаат за жал и тука веќе е проблемот вие да управувате возило, поготово градска средина или на отворено со поголема брзина и со телефонот да го држите на уше и да разговарате, или пак ако сакате да смените брзина, телефонот ќе фатите со главата и да менувате брзина, веќе вниманието вас вие дефокусирано од сообраќајната ситуација и тука настануваат главните проблеми. Ова измена кај пешаците и велосипедистите е само од аспект да се и тие да се стават во законска рамка. Значи многу мал ќе биде процентот на сообраќајни незгоди и понатаму, затоа што многу е тешко вие да управувате велосипед или тротинет и да разговарате на телефон. Тоа е многу тешко. Кај пешаците малку се полесно, меѓутоа ретки се таквите појави. Ги има преку пешачки кога одат, кога разговараат. Меѓутоа оди преку пешачки, зелено му е и многу е мал ризикот да е тој одговорен за таа работа, меѓутоа сепак ако му е зелено, тој треба да гледа, затоа што другиот можеби не гледа дека му е црвено. Го делите ли впечатокот дека системот некако многу се потпре на овој нов систем што треба да профункционира конечно од 1 јануари 2026 безбеден град Safe City, дека сите очи се вперени во него и се очекува на некој начин спас за големиот број на сообраќајни несреќи во тој систем? Дали се големи очекувањата, дали Safe City ќе ги даде очекуваните резултати, ќе се намали бројот на прекршоци, какви се вашите очекувања, вие како адвокат, вие како сообраќајен експерт? Според мене, најголема измена ќе има по однос на буџетот, кој што ќе се полни од прекршочните казни. Не верувам дека ќе има голем резултат по однос на намалување на сообраќајни незгоди, можеби по однос на оние поситни незгоди. Меѓутоа, ако се казнуваат, веројатно ќе има некаква ќе се делува превентивно. Ама видете, значи ова не е сообраќајен режим кој што е контролиран на секоја можна позиција. Туку на неколку позиции. На булеварот
партизански одреди имаме колку 4 позиции, 5. Што станува со другите? Добро, од една до друга позиција има за можност да се објаснување, проектот Безбеден град ќе функционира во Скопје, Битола и Тетово и на некои делови од коридорите 8 и 10 на автопатите. Меѓутоа, тенденцијата е да се инсталира во што е можно поголем број населени места и средини. Значи, ако на булеварот партизански одреди не е целосно покриена со уредување со Safe City, целосно буквално од почетокот до крајот, не верувам дека ќе има резултат, затоа што пак од едно до друго место секој возач со овие коли денес што се возат може да развие и 70, 80 и 100. Од едно па да застане, па да продолжи пак со зголемување на брзината. Значи, треба да се интервенира и во однос на сообраќајната сигнализација. Значи, пешачкиот премин кај Силбо е црна точка и уште останува така како што е. Нема подигнување на пешачки премини, нема проект за изработка на надземен или подземен премин или слично. Исто и со пешачкиот премин кај мостот Гоце Делчев. Имавме уште една жртва тука. И претходно сме имале повеќе жртви на тој пешачки премин. Исто така не се интервенира, освен што е ставен еден знак за трепкаво црвено светло за пешачки премин. Значи не се интервенира превентивно. Значи овие репресивни мерки и зголемување на казните и прекршоците, значи не знам дали ќе вродат со плод. Еве Дејан, токму од ова студио алармиравме кога се случи сообраќајката со Фросина Ќулакова дека треба физичко одвојување токму на овие црни точки кои ги спомнува сега и Андреев, пешачкиот премин кај мостот Гоце Делчев, каде што сега загина велосипедист, на пешачкиот премин кај Силбо, што е црна точка исто така во градот. Кое е можното решение? Дали вие сте ги информирале, например, надлежните за некои од можните решенија, како што вели Андреев, подигнување на пешачкиот премин или физичко одвојување или нешто што се применува во оние градови кои се посериозни од нас? Пака, значи, ние како единки немаме можност да ги информираме надлежните институции. Надлежните институции имаат своја машинерија од луѓе кои што работи таму и кои што се тоа го гледа. Има вакви јавни дебати каде што може по допрен глас да добијат идеја и да преземат некои такви работи. Ако сакаат, може да не повикаат да елаборираме нашите разгледувања. Меѓутоа никој не се потрудил да не повика и да може. Вие работите како вештак, затоа ве прашувам, може ви имате контакт со надлежните? Па контакт, на пример со град Скопје немаме никаков контакт. Едноставно град Скопје си е институција на градот каде што си тера своја политика. Ако сакам градоначалникот да не викне да елаборираме што може да се да му дадеме предлози. Што би предложиле кога би ве прашале? Видете вака, значи она што го спомнав минатиот пат, физичко раздвојување на токовите на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај од другиот сообраќај и денивелација на пешачките премини подземни и надземни, тоа е првата работа што може да се направи и е доста ефтино да се направи. На тој начин ќе се спречи колизијата помеѓу двата сообраќаи. Во поглед на Safe City, што го спомнавте, Safe City ќе даде одредени резултати на почетокот, не може се да покрие. Меѓутоа, главната придобивка од Safe City е што? Тоа што ќе се детектира, веднаш ќе се процесуира. Нема да имаме постапки со месеци, со години што ќе се влечат понатаму. Нема да има фаќање ургенции. Не може, значи, за одредени сообраќајни прекршоци брзина и црвено светло, тоа ќе биде одлично регулирано со Safe City и веднаш ќе ви стасува. Значи, и појасот може да го детектира, зборувањето на телефони исто Safe City може да го детектира, така да некој од овие сообраќајни прекршоци кои што се во голем дел причинители за сообраќајни незгоди ќе бидат добро изрегулирани и процесот на обработка на тие прекршоци и процесуирањето и казнувањето на крајниот сторител ќе биде брзо и тоа е главната придобивка. Значи нема да има разлекување. Меѓутоа, дел од прекршоците како што е алкохол, управување без возачка дозвола не може да се изрегулира со тие работи. Тоа ќе видиме дел како ќе биде регулирано во склоп на системот за брзо доставување на прекршоци. Затоа сега се прави интеграција на државно ниво, сите институции се поврзуваат меѓу себе за да може веднаш и да се наплати од причинителот за таа. Во многу европски земји постои јавна база на црни точки, најопасни локации за сообраќај и во градовите и по патиштата. Во Македонија не знам дали постои таков систем. Еве ги спомнуваме вака од она што го знаеме и ние како учесници во сообраќајот, кои се тоа пешачки премини во градовите или Андреев, што е за вас најпоразително генерално кога зборуваме на оваа проблематика, освен она што го спомнавме како судска пракса, односно слабост на обвинителството дека најчесто сака да се испазари кога станува збор за сообраќајки со тешки последици? Сообраќајки со последица тешка телесна повреда. Зборуваме за тие конкретно. Оние што се тешки фатални последици се други. Најпоразително кога зборуваме за оваа тема, како не само како адвокат, ве прашувам и како учесник во сообраќајната култура, според мене пред се.
сообраќајната култура и непочитување на сообраќајните правила. Значи, подигнување на свеста преку едукација, како што кажа Трпевски. Значи, мора да се интервенира преку разни кампањи. Значи, мора да се зголеми свеста кај учесниците во сообраќајот и од едната и од другата страна. Значи, тоа е број 1. Еве ќе спомнам Хелсинки како пример. Значи, во последните 12 месеци 0 смртни случаи во сообраќајни незгоди. Тоа е резултат на зголемување, односно намалување на брзината на 30 во најголем дел од градот и сообраќајни решенија по однос на транспорт. Имаме и ние наша национална стратегија за намалување на бројот на сообраќајни несреќи со фатални исходи до 2030-та, која предвидува намалување за 50%, значи преполовување. Можеме ли ние во пракса да спровереме ваква национална стратегија, налик на ова што ја спомена Андреев, Vision Zero Хелсинки што ја направи, или далеку сме од тоа? Како би ја имплементирале ние таа стратегија за намалување на бројот на смртни случаи во сообраќајни несреќи и при тоа исто така целта е да нема загинато дете? Дека можеме да направиме нешто во тој поглед, можеме. Работата е дали постои волја од другата страна. Ако почне да се постапува... Која е таа друга страна? Па таа што е извршна власт во државата, тие што го регулираат системот, кои што ги носат законите, кои што го контролираат сообраќајот, кои што ги казнената политика ја дефинираат, ја спроведуваат. Доколку немате политичка волја од таа страна, не може ништо да направите. Кај нас треба систем на булдожер дипломатија. Ова сега што го направи градоначалникот со 72 часа чистење на градот, такво нешто ни треба и во сообраќајот. Значи ригорозност, излегување на терен и фаќање. Па имаше ригорозно казнување по 10 дена од таа фатална несреќа со токму тоа го кажувам. Десетина дена на секој чекор стоја сообраќајна полиција и казнува. Не десетина дена. 24/7 365 дена во годината. Само тоа е системот. Значи вие ако еден пример ќе ви дадам. И денеска на Бит пазар постои отвор во оградата која што е изградена кај надвозникот на Бит пазар. Никој до сега и претходниот градоначалник, сега да видиме овој градоначалник што ќе направи, дали ќе смогне сили да го затвори тој дел тука за да се зголеми. Тука немате ни обележан пешачки премин, а остои се уште отворено. Значи тоа е поразителен факт. А зборуваме за зголемување на безбедноста на пешаците преминување пред црни точки. Зашто зборуваме? Тука е предвидено, постои во проект дека треба да има ограда, оградата ја нема. А тоа е 2 метра, 3 метра ограда да се направи. Меѓутоа тоа е некому дозволено, намерно е тоа оставено таму. Сега тој што тоа намерно го оставил треба да сноси одговорност. Се дека нема одговорност за таквите неспроведувања на техничките решенија на лице место, се до тогаш ќе имаме каде што ќе гинат пешаци и велосипедисти за ситна работа буквално. Андреев, имаме ли друга институционална или правна пречка да се имплементира Vision Zero или националната стратегија за преполовување, освен ова што го зборува Дејан во однос на волјата кај надвежните, односно политичката волја? Нема никакви пречки. Све што е во Европа применето може да се примени и тука. Значи ние буквално можеме да ги препишеме оние норми кои што они ги имаат определено. Се зборува во однос на, еве еден пример да дадам, по однос на одземање на моторно возило. Значи, како што разбрав, има притисок од Уставниот суд да не може да се интервенира во овие законски одредби, затоа што мерката би била противуставна. Да. Меѓутоа, видете Грција како го има тоа решено. Визави зборувањето на телефон. Значи, таму не да зборуваш, само да држиш телефон во рака во возило, еден месец ги одземаат таблиците од возилото. Значи, не мора да се одземе возилото. Нека се одземат таблиците и тоа возило не смее да влезе во сообраќај. И тоа има решение, и за тоа има решение. Значи, апсолутно се согласувам дека треба да има политичка волја кај законодавната и кај извршната власт. Пред се во однос на интервенција во законската политика и во однос на извршувањето на тие закони, спроведувањето, извршувањето и казнувањето. Имаше Државен завод за ревизија во мај година исто така анализа на генерално оваа сообраќајна сфера и причините поради кои толку се гине на македонските улици и патишта, па нотираа дека дел од патиштата немаат основна сигнализација, осветлување, одбележување, дека иако инфраструктурата во бројот на причинители на сообраќајни несреќи нема големо учество, сепак кога станува збор за
Тоа каква е вашата оценка? И не добив одговор за јавната база на црни точки. Имаме ли ние нешто такво и можеме ли такво нешто? Нема база на црни точки, означени се црните точки. Познати се, меѓутоа дека во градот на пример не е означена како црна точка. Тоа е така како неформално важи дека така. Внимавајте кога поминувате таму. Тоа е тоа што зборувам, значи таткото на градот треба да води сметка за тие работи и да интервенира. Значи имаме сега кај мостот кај овдека во центар, кај мостот прегазен велосипедиста и претходно имаше тука. Значи веќе треба да се запали алармот кај градските власти да каже да ова ни е црна точка и веќе да преземеме мерки за зголемување на безбедноста. Со еден поставен знак со вркен не се зголемува безбедноста само. Значи тука ни се потребни други мерки и постојат други технички мерки кои што тука може да се имплементираат. Во делот на инфраструктурата е испроектирана согласно критериуми и стандарди. Поминала повеќе ревизии. Изградени се сообраќајниците, поставена е сообраќајната сигнализација. Проблемот ни е одржувањето понатаму на сообраќајната сигнализација, затоа што предпријатијата што вршат одржување се претежно јавни предпријатија кои што кубурат со финансиски средства и одржувањето е главниот проблем. Значи оштетени сообраќајни знаци, украдени сообраќајни знаци, ненавремено обележана хоризонтална сигнализација, нема мерки што се преземаат против таквите предпријатија за непостапување согласно законот во делот на одржување на сообраќајната сигнализација. Имате вие крстосница на која што постојат столбови, нема сообраќајни знаци. Некој ги украл, ама тоа не е причина што некој ги украл, дека јавното предпријатие кој што стопанисува со таа сообраќајница, што е должно да ги одржува, не треба да постави нови. Да, треба да имате систем каде што вие ќе имате човек кој што ќе поминува одредена релација и ќе проверува сообраќајните знаци дали постојат, не постојат. Што некој сообраќајен знак ќе го снема, ќе биде оштетен, веднаш треба да се интервенира да се постави нов сообраќајен знак. Во тој дел ние кубуриме многу, значи во делот на одржувањето и тоа што нема казнени санкции, реперкусии за правните лица кои што не постапиле согласно законот, односно не постапиле согласно проектната документација за одредена сообраќајница или крстосница. Морам да се надоврзам, извинете. Значи има бројни предмети и кривични постапки во кои што и жртви и сторени нанесени тешки телесни повреди поради сообраќајната сигнализација. Значи поготово на отворени патишта каде што нема паднате знакот стоп или право на првенство. Значи ќе ви кажам пример од обвинителството како постапува. Вели, ако нема учесник против кој може да се превземе кривично гонење, против правното лице или одговорното лице во правното лице не се превзема гонење. Нема ниту еден случај на гонење на одговорно лице во правно лице. Правна празнина или регулирано со закон? Регулирано е. Зошто не постапува обвинителството. Зошто? Не знам. Државна институција. Јас се чудам и имам интервенција пуштана во многу наврати да се превземе кривично гонење против правното лице кое што е должно да го одржува патот и да го постави тој сообраќајен знак затоа што постои по сообраќајно решение. Ниту еден случај нема такво. Нема ниту еден. Ниту еден. Добро, има и други правни празнини, бидејќи почнавме емисијата со оценка дека на почетокот имаше јавни расправи и најави дека ќе се ревидира член 297, меѓутоа во член 300 па потоа е дообјаснет член 297, односно ако има смртна последица на едно или повеќе лица може да се казни, да се оди до. Дали се законите добри? Рековте нема законски пречки да имплементираме и стратегии во кои ќе го намалиме бројот на жртви. Меѓутоа треба ли нешто да се интервенира во оваа казнена политика или не според вас како адвокат, бидејќи сте биле се застапувале луѓе и од ова и од онаа страна? Да, вака. Значи како што кажав, и како сторители и како жртви, нели? Така е, апсолутно. Како што кажав, казнената политика и праксата се доближува до законскиот максимум од 5 години. Ако тоа не вродува со плод и ако нема резултат, веројатно треба да се зголеми. Во однос на другите кривични дела кај што не станува збор за небрежност, имаме отворено казнување, односно до 15 години и таму изречена е казна 12 години. Меѓутоа очигледно и тоа нема резултат. Меѓутоа сепак треба да се движиме и да се направи паралела и со другите кривични дела, каде што се предвидени сериозни затворски казни. И таму, например, во кривични дела за убиства, дури се изрекували пониски казни од 10 години, а за Фрусина е изречена 12 годишна казна затвор. Бидејќи еве и по 30 и кусур минути дискусија не можам јасно да лоцирам дали сакате прстот да го впериме во сообраќајната култура како главен причинител и главна одговорност за големиот број на жртви во сообраќајот или пак сепак е тоа работа на системот, на институциите, на системот и на каде е главната причина? Според мене секаде треба да се интервенира. Секаде треба да се, меѓутоа да се почне од сообраќајната култура.
Јас од тука би почнал, затоа што мора да се подигне свеста кај народот. Бевте индискретен и кажавте дека кога минувате на семафор после 20 часот навечер сте многу внимателен, па дури и кога е зелено за вас. Поминувам како на црвено. И како пешак и како возач на возило. Поминувам како на црвено. Тоа е вниманието што јас го посветувам со оглед на праксата што се случува и со оглед на она што го работим. Како вие, Дејан, како учесник во сообраќајот се однесувате? Значи, главна работа е да се, кога се управува возило или велосипед или пешак, да применувате дефанзивен начин на учество во сообраќајот. Значи, и да сте во право и да имате предност, ако гледате дека некој друг прави нешто што не е добро, дозволете му нека го направи тоа, не е вреден ризикот за она што може да се... Во таа смисла едно кусо под прашање. Системот или сообраќајната култура? Вака само. Значи, системот наш е во распад. Сообраќајната култура е дел од системот. Значи, системот се состои од сообраќајна култура, инфраструктура, казнена политика, судски систем, значи извршен систем. Ако е во распад, од каде да почнеме да го крпиме? Па, видите вака, значи, кога нешто сакате да закрпите е многу потешко отколку да почнете да го градите од нула. Најдобро е да го струшите се и да направите од нула. Законите се толку испреплетени меѓу себе што било каква промена во еден закон е во контрадикција со некој друг закон, така да потребна е дебела ревизија на целиот систем, да се направи некој тим на експерти од повеќе области кои што ќе работат на законски решенија во повеќе закони, за сето тоа да може да биде компатибилно едно со друго и да може да се имплементира. Почнувајќи од образовниот систем до законите, казнената политика, класифицирање на одредени дела како кривични, одредени прекршоци како кривични дела, за да направиме целокупен систем. Ваквото крпење само на одредени закони и промените не дава резултати. И немаме време, мораме да завршуваме. 2 мерки или 3 кога би имплементирале веднаш во една реченица, што би предложиле вие или кога би ви дале надлежност за помалку жртви во сообраќајот во Македонија? Ако се однесува на градски средини, значи дефинитивно интервенција во структурата на патиштата. Значи подигнување на пешачки премени, надземни премени, подземни премени, сообраќајни токови на секоја можна раскрсница каде што е тоа можно. За раскрсниците сметам дека тоа е најдобар начин на превенција на сообраќајни несреќи. Вие, Дејан, една мерка кусово 10 секунди. Главна мерка, значи зголемување на сообраќајната сигнализација и поголема покриеност со камери од Safe City, значи повеќе раскрсници, повеќе точки да бидат покриени, затоа што народот наш вика страф лозија чува, ако гледате дека има камера, значи може да ве фати повеќе полиција контрола. Па да, дефинитивно поголема контрола, поголема безбедност ќе има во целиот систем. И таа контрола да биде документирана, значи полицијата да биде опремена со целата онаа опрема што е потребна за тоа да се документира и да има да може потоа лесно да се процесуира, а не во судскиот систем да се изгуби таквиот предмет и причинител да не биде казнат. Трбевски Андреј, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да се каже. Благодарам за поканата. Ете, почитувани, безбедноста на патиштата не е само прашање на казни, туку на систем, инфраструктура и пред се одговорност. Додека бројот на жртви расте, прашањето и натаму ќе биде отворено. Ќе смениме ли културата на возење и на однесување во сообраќајот или само ќе ги менуваме прописите? Ви благодарам што бевте со нас, останете на фреквенцијата на Телма и довидување утре во истиот термин.